Британија. Врховниот суд ја исклучи контрацепцијата од Обамакеар. Пресудата го слабее обезбедувањето осигурување согласно актот за достап на нега. За гласот на Америка на македонски Насер Зибери открива што го натерало да се вклучи во изборната трка како кандидат на ДУИ за премиерската функција. Домородните американци тешко погодени од невработеноста и од пандемијата. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. Започнуваме со вестите на денот. Врховниот суд им дозволува на некои работодавачи да одбијат да обезбедат покривање за контрацептивна заштита. Со 7 наспроти 2 гласови судиите ја поддржаа регулативата на администрацијата на Трамп, дозволувајќи им на работодавачите да одбијат ваква покривање доколку имаат верски или морални приговори. Ова е најновиот случај во речиси една деценија долгата борба во врска со покривањето на контрацепцијата што произлегува од актот за пристап на здравствена заштита познат како Обамакер. Бројот на нови случаи на коронавирус во САД е во постојан пораст, но стапката на смртност има благ пат. Во просек на ден се регистрираат по околу 50.000 ново заболени, а има по приближно 500 починати. Една од причините за намалувањето на стапката на смртност веројатно е тоа што ново заболените се претежно помлади. За нив веројатноста да развијат потежок стадиум на болеста е помала. Градот Њујорк планира да наслика мурал "Црните животи се важни" на 5-та авенија пред кулата на Трамп. Во интервју за гласот на Америка, Насер Зибери вели дека е непартиски кандидат, предложен и поддржан од ДУИ. Мики Трајковски разговараше со него. Господин Зибери, од човек кој што претходно имавте сосема друго мислење околу идејата на ДУИ за премиер Албанец, влеговте во трката на интегративците. Што се промени за така краток период кај вас и ја прифативте ваквата идеја да влезете во играта за премиер Албанец, односно за иден премиер, можен иден премиер на државата? Најпрво да кажам дека јас сум надпартиски, непартиски кандидат, а поддржан и предложен од страна на ДУИ. Промената на мојот став се однесува на фактот што господинот Амети располага со порелевантни информации и за состојбите во земјата и за идните можни решенија за побрз излез на земјата од ваквата состојба во која се наоѓа помеѓу две антагонистички позиции на ВМРО, ДПМН и СДСМ и во пресрет на решавање на едно крупно прашање како што е косовското. А што се промени за така краток период? Што го промени вашиот став за толку кратко и решивте да го прифатите предлогот на Ахмети? Мојот став никогаш не бил негативен кон прашањето. А мојот став бил дека тешко е изводлив, но е сосема легитимно ДУИ да има свој претендент за премиерската функција од причина што секој што учествува во изборна трка своја највисока цел ја има премиерската функција. ДУИ е доминантен 20 години во албанската политичка сцена во Северна Македонија и клучен фактор за секоја коалиција која може да се формира било од десна или од лева страна. И од тука амбицијата на ДУИ и господинот Ахмети е сосема уставно засновена и политички легитимна. Целото интервју можете да го погледнете и на нашата веб страница. А сега и за напорите на американските корпорации да се спротистават на расизмот и да воведат практики кои што обезбедуваат поголема расна еднаквост. Дадов оставка од бордот на Reddit. Побарав да го пополнат моето место со црн кандидат. Алексис Оханијан е сопруг на тенисерката Серена Вилијамс, која е афроамериканка. Но и без да имаат лична поврзаност, многумина во корпорациите на светот велат црните животи се важни.
Му кажувам ова како татко, кој ќе треба да ја каже на неговата ќерка, која е црна, што направил кога ќе го праша. Од најголемите 500 компании во САД, само 4 имаат извршни директори афроамериканци, според списанието Fortune, кое ги рангира најголемите американски компании. Apple почна да ја зголемува соработката со снабдувачките компании кои имаат црни собственици. Извршниот директор на Facebook, Марк Закерберг, најави дека неговата компанија ќе донира дополнителни $10 милиони на групи кои работат на прашањата за расна правда. Извршниот директор на Google пак напиша дека компанијата е подготвена да даде $12 милиони на организации кои се борат против расна нееднаквост. YouTube рече дека ќе потроши $100 милиони во фондови за црни креатори на содржини. И Банката на Америка се заложи дека ќе обезбеди $1 милијарда во наредните 4 години за адресирање на нееднаквоста. Но не се работи само за пари, туку и за политики. Walmart порано заклучуваше козметички производи наменети за мултикултурни потрошувачи. Таа пракса престана откако критичарите почнаа да реагираат дека на тој начин се сугерира оти муштериите најверојатно би ги краделе производите. На почетокот на јуни, Амазон најави дека ќе донира $10 милиони на организации кои поддржуваат правда и рамноправност. Амазон исто така престана да користи технологија за препознавање на лица, за која критичарите велат дека често греши во идентификување на лицата со темна кожа. NASCAR го забрани конфедеративното знаме на нивните трки и други настани, бидејќи представува символ на сегрегација. Во минатото беше необично да се види ваков активизам од страна на големи компании поради страв од губење на муштериите. Сега изгледа дека е поголем ризик ништо да не се преземе. Невработеноста на домородните американци од секогаш е поголема за разлика од другите жители на САД. Оваа заедница е тешко погодена и од пандемијата на ковид. На границата меѓу Аризона и Јута се наоѓа долината на спомениците, формација од камења што е во срцето на резерватот на Навахо нацијата, најголема територија на домородните американци во САД. Сега паркот е празен, а пристапот забранет. Секоја година ова време имаме по илјадници посетители на ден. Поради пандемијата сите локации за посета се затворени. Локалните жители страдаат за вода, храна и средства за чистење. Донациите се голема помош за семејствата, особено за нас кои немаме пари и работа во овој момент. Джонатан Нес вели дека одамна немало помош од федералната влада. Помошта требаше да биде распределена до сите граѓани во оваа држава, но првите жители на оваа територија не се приоритет. Нацијата Навахо е тешко погодена од COVID-19. Во овој мал здравствен центар работи единствено доктор Ки, кој разговара со пациентите на паркинг. Доли Кренк била тестирана позитивна на вирусот. Се јавив сабајлево. Дишењето ми е се потешко. Оваа заедница е многу подложна на вирусот поради дијабетес, срцеви болести и прекумерна тежина, но и поради фактот што многу луѓе живеат заедно на мал простор. На оваа суверена територија со големина како Ирска, најмалку 30% од луѓето немаат вода за пиење. Семејствата како Аманда Ларсон и незините 3 деца зависат од јавните станици за вода. Доаѓаме секој втори или трет ден да ги наполниме шишињата. Ларсон мора да ја планира водата за готвење, перење и за миење. Пандемијата ја доведе во ризик и оралната историја на овие луѓе. Тоа е семејна традиција која трае со векови. Но со умирањето на постарите се стравува дека ќе изумрат и сеќавањата. Нашите предци се чувари на мудроста. Кај нив е знаењето. Семејствата Навахо со песна се молат за заштита на постарите. Седат дома во резерват на отворено на американскиот запад. Вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Следете ни преку нашата веб страница и на социјалните мрежи. Довидување.